На тема здравство и во следниве минути во Македонија наутро имаме чест да ни гостува чинам прв пат во утринската програма на јавниот сервис професор доктор Сашко Николов, кардиолог со долгогодишно искуство, кој ќе ни помогне да ги разбереме проблемите со вените, особено сега во летните месеци кога топлото време може да влијае врз здравието на нашите крвни садови. Сите сме слушнале за проширени вени, тежина во нозете, но што точно се случува кога со вените, кога температурите се високи, кои се најчестите симптоми и како можеме да се заштитиме? Ова се дел од прашањата кои што ќе ги поставиме до нашиот доктор. Добро утро и добре ни дојдовте од Штип утрово, директно во студио. Добро патувавте? Благодарам на поканата. Да, од Штип брзо интервентно стигнавме до Скопје, меѓутоа гужвата во Скопје од автокоманда до тука, колку од Штип до Лесно Скопје. Истото време, да. Па можеби некогаш и повеќе време се губи. Баш така, баш така. Да преминеме ние на нашата тема. Одамна чина ми не сме разговарале за вените. Професоре, можеме ли накратко да објасниме што се проширени вени, зошто се јавуваат? Не сум професор, јас се извинувам, докторе, од професорката Весна ми остана, докторе. Видите, во светската статистика, во секоја држава, секоја популација, некаде од 30 до 40% од популацијата страда од проширени површни вени. За жал, нашата држава, оваа бројка и статистички податоци кои што ги имаме се над 45 до 50%. Значи, ние влегуваме во една високоризична нација, да речеме, со пациенти или популација со проширени површни вени, кои што, за жал, со годините наназад, по старите методи кои што биле оставени во наследство од нашите лекари од кои што сме учеле, дозволиле да овие пациенти прогресира нивната болест до степен на значително проширување, дури појава на така наречени улцерни веносни рани на самите нозе, па и до сама ампутација на додадени екстремитети. Така да ние влегуваме, односно Балканот влегува во една високо ризична група на нација со значено проширени површни вени. Да, па добро, за препастувачки се бројките, процентите кои што ги кажавте. Па јас ви кажувам статистика што ја гледам, еве во последните 2,5 години во Штип имаме третирано преку 1200 пациенти кои што успеале да се третираат, меѓутоа поминали уште 3-4 пациенти кои што не завршиле со третман кај нас, завршиле можеби во скопските клиники, во приватни институции, така да зборуваме за сериозна бројка која што за жал со повеќе диагностички процедури кои што се во секој град, веќе имаме колеги кои што работат одличен доплер на вени и на артерии, веќе ние правиме една добра диагностика и систематизација за овие пациенти што понатаму да се работи, да се средуваат овие проблеми што ги имаат. Докторе, како топлото време влијае на вените? Дали летните месеци го зголемуваат ризикот од појава на проблеми? Па видите се, една кратка увертира, да кажеме, што представуваат површните вени, за да стигнеме до како влијае ви кажете го временските услови. Значи, нозете имаат 3 типа на вени. Тоа е длабокиот венски систем, тоа се поплителната и феморалната вена, кои што ја носат крвта директно преку вена кава инфериор до срцето, во десното срце. И ја враќа целата, викаме ние, гадна крв или редуцирана крв за оксигенација. Ногата, освен длабокиот венски систем, има и 2 типа на површен венски систем. Тоа е главниот површен венски систем, предната голема сафенска вена и задната голема сафенска вена. Тоа се вени со клапи, кои што дозволуваат движење на крвта само од нозете према срцето. И кога ќе треба крвта да се врати назад, тие се затварат и не дозволуваат да се враќа крвта назад. А од овие вени излегуваат гранки, наречени перфоратори, бидејќи тие буквално прават бушење на мускулот, ја собираат крвта од мускулот, и овие вени немаат клапи, што значи на овие вени самата контракција на мускулот ја враќа крвта во површниот венски систем, а преку клапниот систем на површниот венски влегува длабокиот венски систем. Не се што се случува во жешките периоди, кога започнуваат сега високи температури, ние сме на работа, мораме да облечеме фармерки, панталони, жени и мажи, чорапи и така натаму, и сме цел ден изложени на висока температура, овие вени шират.
се загрева кожата, тие вени се прошируваат, многу се осетливи вените на температурната разлика. Да им ставиме на промени на температурите. Ако ги ставиме на ладна температура, веднаш се стегаат. Ако ги ставиме на топла температура, на високи температури, тие нагло прошируваат. Така да при високи температури тие шират, што значи дека клапниот систем на површните вени, ако е предвидена вената на 3 до 5 мм, таа проширува на 6-7 мм и веќе имаме регургитација и инсуфициенција. Значи клапниот систем не работи и крвта буквално стои во самата вена. Како што доаѓа новата крв, вената шири и од 3-5 мм ние имаме денеска на диагностика имаме пациенти со вени над 15-20 мм, што се да речеме рекордни вени во балканските земји, кои што ги немаме за наша жал во европските други земји, каде што претпоставувам таму навремената терапија на овие површни венски системи не дозволува да стигнат до бројки од 15-20 па и 30 мм широка површна вена. А кои се најчестите симптоми што луѓето треба да ги препознаат кога станува збор за проблем со вените, да реагираат навремено? Па видите, главниот проблем пациентите кои што го имаат со површниот венски систем се тежина во нозете. Буквално, значи, кога ќе дојде пациентот кој ќе каже, вели, абе јас немам мака докторе, меѓутоа кога одам, знаете, едната нога или можеби некојаш и двете нози, како да имам ставено врзано тек за ногата, односно како да имам песок во чевелот. Тешка ми е ногата на движење. Треба одам, па почнува да ме фаќа грч, да отекува ногата при стоење. Поготово навечер во вечерни часови кога ќе си легнат во креветот, имаат чувство дека ногата им врие. Кој ќе си ја фатат ногата, таа е ладна, кожата е ладна, меѓутоа чувството на вриење од внатре, бидејќи притисокот на вената, што е притиска кожата од внатре, ствара тој чувство на болка, сензација на болка, што ние ја чувствуваме како топлина и боцкање на ногата. Се уват грчеви во вечерните часови на спиње, па тогаш пациентите земаат магнезиум, па магнезиумот нешто ќе ја замачка сликата и тоа ќе ја пролонгира процесот за диагностика на површниот венски систем. И кој ќе ја пролонгира дека ќе изминат 3-4-5 месеци, вената има тенденција секој месец да шири. Не се собира таа е како еден ластик кој ќе изгуби еластичноста. И таа само шири и кога ќе дојдете веќе на контрола со длабоки, со доста проширени вени кои што прават сензација дури на болка, чувство како со шајка да се буши мускулот на ногата, тоа е тој чувство на болка и на крајот доаѓа до промена на бојата на кожата потемнува, ја менува својата боја, буквално станува крута и почнува да се уват тие така наречени улцерни рани, кои што ако не се третираат вените современо, тие улцерни рани преминуваат во вулноси, односно сериозни рани на нозете кои што продлабочуваат и до самата коска. Постојат ли одредени групи на луѓе кои се поизложени на проблеми со вените пред се не само во лето, туку воопшто, ако можеме да издвоиме како трудници, возрастни луѓе кои што премногу стојат, нели има еден, не знам дали е мит или вистина, ако премногу стоиш, тогаш исто така се појава проблем. Значи, главниот проблем на површниот венски систем е стоењето на едно место или висењето, седењето во едно место, каде што нозите не се активира мускулатурата на екстремитетите, а крвта си стои во нозете. Буквално ние кои ќе седиме, како што сега седиме, свиткани сме во половичниот дел, каде што буквално вената е прецвикана на некој начин и тешко се враќа и ја проширува вената. Нормално гојазноста на дебелината кај луѓето, тоа е еден од ризик факторите кој што е многу битен и е главен фактор за проширување на вените. Трудниците, самиот стомак во тие 9-10 месеци на бременост вршат компресија на длабокиот венски систем, што ретроградно ги проширува површните вени и стоењето како што го кажавме пред малце и најбитниот фактор тоа е генетиката, што значи дека македонската нација претпоставувам дека има генетика за проширување на вените, поготово на површниот венски систем, кој што за жал завршува со појава на тромбоза или флеботромбоза или тромбофлебит на самите вени, кој што многу често може да се спушти во длабокиот венски систем и да заврши во срцето, каде што ќе може да предизвика тромбоза на белодробната циркулација и така наречено познато инфаркт на белите дробови, кој што е веќе влегува во групата на високо ризични компликации од проширените вени, тие може да доведат и до смртни исходи. Какви мерки за превенција
препорачуваат за да ги зачуваме здравите вени, или едноставно кога ќе се појават симптомите, тогаш треба да мислиме, или постои некоја рана превенција? Значи, пред се при појава на првите симптоми, кои што рековме, трпнење, болка во нозете, тежина во нозете, грчевина, спиење, отекување на долните екстремитети, црвенило, појава на црвенило на нозете, значи тоа бара итен доплер на венскиот и артерискиот систем. Бидејќи со брз доплер и адекватен доплер, ние можеме да процениме дали едни површни вени веќе се влезени во групата на вени кои што треба да се третираат или во групата на вени кои што ќе се третираат медикаментозно, но имаме медикаментозна терапија и еластични чорапи кои што се даваат во даден момент, меѓутоа тоа е во многу рана фаза, во прва фаза на група на површни вени. Меѓутоа, кога ќе поминеме првата и втората фаза, прв и втор стадиум на проширени вени, веќе влегуваме во фаза кај што треба да се изврши соодветен третман на венскиот површен венски систем, со што ќе се спречи компликациите кои што ги напоменавме пред малку, тромбоза во венскиот систем, рани на нозете, отекување на нозете, промена на бојата на кожата, деформирање на кожата, и тоа се веќе фази кои што ќе бараат и можеби оперативен третман и ќе бараат останати дополнителни третмани како што се инфузија со антиоксидантна терапија, глутатионите, хипербарични комори и така натаму. Ние за жал немаме ни некоја традиција или свест превентивно да правиме крвна слика, да даваме крв, но како стоиме со разбирањето на превентивните прегледи околу вените? Дали имаме таква култура или треба да апелираме повеќе? Дали се прават, колку често? Па видите, токму ваквите емисии како вашата, како слични емисии за здравствени проблеми во разни телевизии е всушност и главната причина да веќе пациентите си го бараат спасот во прегледите. Бидејќи на ваквите контактни емисии, вакви емисии каде што директно зборуваме за соодветен конкретен проблем кој што го има нашата нација, буквално секој си се препознава. Многу често после гостување во емисија ќе каже, ќе дојде пациент, буквално се пронајде во сето она што го зборувавте со значи, му било аларм да... Така да вакви емисии се една од причините да пациентите си се пронајдат себе си во секоја диагноза и во секоја болест и да отидат на соодветно место да се ја побарат стручната помош, да речеме. Така да, благодарејќи на добриот здравствен систем, каков е во државата сиромашен, меѓутоа имаме доста стручен кадар во секој град, имаме добри доктори кои што гледаат доплер, може да направат добра диагностика, така да било кој да се направи доплер систем на доплер на венскиот систем, ние веќе имаме некоја насока на тие пациенти што понатаму дали да ги третираме медикаментозно или пак би оделе со оден тип на интервенции кои што ги располага државата. Ние сме срекна нација, јас се насмеав кога кажавте имаме добар кадар во здравството, толку ваши колеги не напуштија некаде во странство работат сега, но навистина и покрај се едноставно има во секој град, во секоја болница, навистина имаме квалитетни здравствени работници и доктори. Јас ви симнувам капа за тоа. Мала држава сме, навистина преквалитетен кадар во Па да ви кажам, она што се голем ентузијазам. Она што се работи во нашава држава и во условите во кои што ги работиме и на крајот комплицираните пациенти кои што доаѓаат кај нас со коморбидитети. Да. Ние сме, да речеме, според начинот на живот, стилот на живот, доста болна нација. Значи имаме доста пациенти кои што се заболени од повеќе болести и баш вчера имавме една средба со колегите од Истокот, каде што буквално имавме ситуација каде што 3-4 дејности моравме да решаваме пациент. Така да, за жал ќе кажам, самата макане натерала да кадарот кој што работи со пациентите мора да биде остручен и да се обучува, доедуцира и да се надградува во условите во кои што живееме. Верувајте, она што го работиме ние во Македонија, во европските држави го немаат како проблематика. И ние тоа што мораме да го сработиме како проблем, они не го имаат видено. Така да верувајте дека процедурите кои што ги имаме патентирано, ставено во протокол за работа во нашава држава, конкретно за венскиот систем, кога почнавме пред 2,5-3 години да работиме во Штип, луѓето од Израел и од Турција, тоа се две техники комбинирани кои што ги работам јас во Штипската болница, се третмани кои што се запрепастени како може да вакви пациенти доаѓаат и да стигнат до третман.
зошто не биле третирани пред 5-10 години и како ги решаваме ние во Македонија. Така да кадарот, сериозноста и комплицираноста на пациентите дава една заедничка борба на пациентите и на лекарите и на здравствениот систем да работиме заедно во кохезија за да се помагаме едни со други. Така е. Дали носењето компресивни чорапи во лето е препорачливо и за кого, да одговориме на ова народско прашање малку? За жал компресивните чорапи е стариот третман кој што се препорачува долги години, меѓутоа компресивните чорапи даваат многу добар ефект кај длабоката венска инсуфициенција. Не кај површната венска инсуфициенција. Зошто е така? Бидејќи во длабоката венска инсуфициенција, значи компресијата на мускулатурата и помага на вените да се враќаат назад, бидејќи длабоките вени не може да се третираат на ниеден хируршки или ендоваскуларен метод. Меѓутоа, ставање на компресивни чорапи на површни вени, оние што ги гледаме со голи очи преку проширени вени на кожата, деформирана кожа, тие буквално ја воспалуваат и кожата и ја нагмечуваат вената. И таа вена не се шири према надвор на кожата, меѓутоа се шири лонгитудинално околу мускулот. Така да компресивните чорапи кај овие пациенти апсолутно се, да речеме, не контраиндицирани, меѓутоа не е конечна терапија. Затоа кај овие пациенти имаме неколку типови третмани, тоа е најстариот третман, хируршки операција, стрипинг, вадење на површните вени, ласерска радиофреквентна аблација, која што е метода си применува долги години, мислам дека во Охрид колегите таму се и можеби најстручни за таа метода, со многу долги години ја работат, меѓутоа таа метода е само за надколеничниот дел на екстремитетите и изборуваме за новата метода, односно тоа е комбинација на склерозација и фиброзација на површните вени, тоа е техника која што работиме во штип и таа се работи буквално на целиот екстремитет, од стапалото до самата препона и се работи на задниот дел од ногата на таа вена, така да буквално со оваа процедура, посовремена нова процедура, на 1200 пациенти до сега изработени, значи се решени сите компликации кај пациентите, се дојдени во многу доцна фаза кај нас и се решени сите пациенти со под 1% компликација. Зборуваме компликација не од интервенцијата, компликација од болеста која што имаат самите пациенти. И бидејќи малку го поминавме во времето, сосем накуса за крај препорака до нашите гледачи за одржување на здрави вени. Као што кажавме, значи исхрана, пешачење, одржување на здравствена хигиена, диетски режим на исхрана за одржување на една линија да немаме обезност, редовни васкуларни контроли кај колегите и во било каде, во било која институција да се направи соодветен доплер уште во самиот старт и нормално да се прави третман кој што ќе се реши терминално тоа започнување на прошивување на вените, бидејќи една вена која ќе изгуби својата еластичност, таа во секој месец, во секоја година помината станува се поширока и проблемите стануваат се поголеми и третманите нормално не можат да дадат брза реакција, не ќе дадат реакција, меѓутоа нема таа да биде брза реакција, ќе треба полого временски период за рехабилитација. Докторе, ви благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Ова беше прво гостување, но се надевам не и последно. Ќе ви имаме повторно во студиото. Редовно сте посветени на оваа тема, па за секој нареден успех или иновација што ќе имате, би сакал да ни бидете гости, да информираме. Ви благодарам за поканата ми и задоволство секогаш да разговарам на било која здравствена тема за нашите пациенти во државата.